Добар ден, почитувани! Ова е почетокот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Плачот е првиот јазик на бебето со кој тоа ги изразува своите внатрешни потреби, чувства и најчесто родителите се загрижени кога бебето постојано плаче и си велат дали можеме да разбереме што сака моето бебе да ми каже плачејќи, за родителските грижи, зошто бебето плаче. Денеска зборуваме со доктор Лилјана Којич, специјалист по педиатрија од ПЗУ доктор Лилјана Којич. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Некои истражувања покажуваат дека бебињата во првите 6 недели од животот плачат по 2 часа дневно, а кулминацијата се постигнува околу 6-та недела, кога може да плачат и по 3 часа секој ден. Кои се причините поради кои што бебето плаче? Видете вака, плачот е една работа која исклучително ги вознемирува родителите. И да кажам, а од друга страна, бебето е еден мал примерок на Homo sapiens, кој што за разлика од нас возрастните нема моќ на говор. Така да сите потреби кои што ги има ги комуницира преку плачење. Плачењето не треба да ги секира родителите, само треба да го следат. Затоа што кога плаче бебето се обидува нешто да им каже. Неколку причини се за плач. Тоа се број 1 причина е она која диктира нагонот за одржување. Плачење од глад. Тоа е долго, неутешно и интензивно плачење, кога бебето е гладно. Втората причина е најчесто баш во овие први месец-два се грчевите. Тоа е исто така плач кој што наликува на болен плач, она што е битно да се каже. Тоа и покасно ќе го поопширно елаборираме, дека грчевите не болат. Они се само нелагода. И бебенцето кое не е навикнато, еден здрав млад организам не е навикнато на нелагода, реагира на нелагодата. Третата причина се обично мокра пелена, валкана пелена. Бебињата генерално се чисти, они подоцна се навикнуваат да бидат со валкана пелена подолго време. Им пречи тоа што е валкана пелената. Потоа топло ми е или ладно ми е, сигнализира дека му е топло или дека му е ладно. На крај социјализација, сака да се дружи, па плаче затоа што сака да некој му посвети внимание, или обратно. Обратно тоа знае да биде неутешен, долг и баш интензивен плач, кога е хиперексцитирано и преморено. Подригување, да кажеме, кога има газ во желудникот, што е често. Они, посебно ако прегладнат, знаат да изголтаат доста воздух и да ги мачи тоа, па исто така знаат да бидат плачливи и кенкави, кога имаат газ во желудникот. Потоа има некои ситни работи, етикети кои гребат, влакно од коса намотано на прстето или нешто, некој дел од телото кога е облечено е нелагодно му е. Тоа се најчести банални причини за плач. Најретко бебето плаче кога е болно, у принцип. Така. Кога е болно и квалитетот на плачот се разликува и самото расположение на бебето се разликува. Никогаш велат родителите, моето бебе не плаче, туку вреска, се дере. Дали можеби тој плач е всушност повик за родителите да му дадат храна? Најчесто да. Меѓутоа дали тој карактеристичен? Можат ли родителите да го препознаат? Како не. Има една интересна студија која објави една америчка истражувачка и вистина е така. Бебињата кога плачат затоа што се гладни имаат плач кој наликува на со јазичето го допираат непцето и плачат со не или со ла. И тоа е тој плач, меѓутоа на него му претходат некои сигнали кои ние обично ги испуштаме. Сега на овие години баш жалам што не сум ги знаела сите овие работи кога моето дете било бебе. Да кажам, пред да почне да плаче, тоа е веќе последна за глад. Шлапка со устето, се активира рутинг рефлексот, го врти главчето од една на друга страна, бара негдека извор на млеко, ги оближнува усните. Тоа се тие рани знаци. Потоа почнува да негодува, да кенка, на крај кога ќе почне да плаче, оно е веќе баш гладно. И добро би било да се храни пред да почне така силно да плаче, оти тогаш и потешко се
смирува. То потешко се смирува и се фокусира на хранењето. Порано стручните лица советува родителите да не ги земаат пречесто бебињата во раце кога плачат, за да не ги размазат. Каков е современиот денешниот став на педиатрите и на психолозите? Дали родителите навремено треба да одговорат на плачот на бебето? Значи вака, бебето во првите 3 месеци посебно има еден американски педијатар кој вика дека тоа 4-ти триместар, се бебиња кои не сваќаат дисциплина. Ја апсолутно сум за дисциплинирање на децата, меѓутоа тогаш кога се они способни да разберат, не пред првата година. Така. Едноставно не можете да дисциплинирате бебе, оно е примално суштество на нагони и на рутини. Секакво дисциплинирање во овој период е излишно, само лошо влијае на психолошкиот развој. Јас лично имам став дека секој бебе треба да се утеши, еднаш си бебе во животов, а многу ми е драго што и во последнава декада научните сознанија го потврдуваат мојот став. Кога ќе плаче, дури и кога мислите дека плаче без веза, утешите го. Тоа е инвестиција во негов здрав психолошки развој. Така. Се случува бебињата интензивно да плачат навечер. Зошто бебињата плачат многу често кога ќе падне ноќта и кога родителите се преморени сакаат да одспијат малку? Па знаете како, тоа е врзано во тие први месеци бебето не е навикнато на циркадијален ритам. Оно јаде, па спие, па јаде, па спие, има тоа врска и со пролактинот кај мајката, кај жените кои дојат. Пролактинот опаѓа навечер, послаба е секрецијата на млеко, па бебето повеќе се мачи, за да цица, па е нервозно. Генерално таа фаза или има еден зачаран круг, да кажеме, голта воздух додека цица халапливо, па потоа тој воздух го мачи во мешето. И е тоа, да, карактеристично, а посебно тешко им паѓа тоа на родителите, затоа што се исцрпени. Они се и преку ден активни, и таман кога сакаат да спијат, доаѓа тој witching hour, Да. кога бебето се журка. Да им дадеме можност на гледачите, доколку сакаат денеска да се вклучат во програма, да постават прашање на темата зошто бебињата плачат, дали родителите можат да го разберат јазикот на бебето, односно неговиот плач. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Денешна гостинка во студиото ни е почитуваната доктор Лилјана Којич, специјалист по педиатрија од ПЗУ доктор Лилјана Којич. Еве, дали родителите можат секогаш да го препознаат јазикот на бебето кој што е сведен на плач? Споменавте дека најчесто бебето не плаче кога е болно, но родителите кога ќе го слушнат бебето неутешно да плача, веднаш помислуваат на тоа, да не е болно. Тоа е типично родителски, мислам, тоа не е карактеристично само за родителите на бебињата. Ние родителите сме секогаш мислиме на најлошото. Бебето кога не плаче, бебе кој е болно, прво има инаков аспект од бебе кој е здраво. Прво, самиот изглед, најчесто кога е вирозаво прашање, имаат еден изглед на тажно зајче. Не се добро расположени, очињата им се црвени, одбиваат да јадат, дел од нив се малаксани, не се расположени за игра, за комуникација, а динамични се. За разлика од тоа, бебе у првите 2 месеци тоа преминува, да кажем, од една дистонична, ухолокинетична фаза, цело е во движење со екстремитети, болно бебе обично е помалку активно. Така. И тоа лесно се гледа. Лесно се забележува и се препознава. Таа разлика лесно се гледа. Одбива да цица, бебе кој генерално ќе вришти за да цица, одеднашка не сака да јаде, не сака да јаде ни ајде да кажеме, ако му е тешко да цица, дури и цуцла одбива, која е многу полесна од цицањето. Тоа е веќе знак дека не сме добро и дека треба да одиме на лекар. Некои родители имаат одлично решение за да го смират плачот на бебето, а тоа е цуцлата лажливка. Дали ја препорачувате, бидејќи има студии кои што се поделени? Некои велат давајте цуцла, други велат пак не. А вака, цуцлата беше прогонета, цуцлата лажливка беше прогонета со децении од негата на бебиња. Сега во последниве година две има студии кои велат дека цуцлата лажливка е нешто корисно, она што
го тврдат студиите дека е превенција на СИДС, на ненадена дојнечка смрт и дека помага во развојот на мускулите на мекото непце, на задниот дел од непцето. Јас лично ја препорачувам, но по првиот месец, такви се и препораките, за да не настане конфузија со доењето. Оној момент кога ќе ни се етаблира доењето добро и кога нема можност да бебето биде збунето дали е града, дали е цуцла, тогаш цуцла лаживка е нешто што го препорачувам, само треба да се внимава добро на хигиената на цуцла. Така. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Вклучена сум во програма. Да, секако ве слушаме. Јас сум баба на едномесечно внуче. Така. И сакам да ја прашам докторката. Имаше потежок пореѓај, малку време го чуваја во инкубатор и сега бебецево не може директно од нејзе, него цицат со помош на вештарска брадавица. Но имат прилично грчеви. Убаво напредуват во килажата, сега што да превземат родителиве? Тие се прво му е дете, а јас баба малку се во поодминати години, па ме интересират што да превземеме детенцево плачит, ќе се најадит, веројатно воздух примат и имат после грчеви. По стомачето се стискат, главчето го враќат дури назад кој ќе имат, шум поминит е мирно. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега токму тоа го начнавте. Инфантилни колики. Па, за жал, овдека немаме волшебен лек. Инфантилните колики се една појава која што ги мачи родителите широм светот, затоа што се многу масовни, негдека се проценува дека меѓу 80 и 90% од популацијата на бебиња имаат грчеви. Оние 10 до 20% среќници се многу малку на број. Се многу малку. Значи, разни теории има за настанок на грчевите. Едната е врзана за цревниот микробиом, другата е за зреењето на процесот на дигестија, третата е физичка незрелост на предниот абдоминален зид. Генерално бебињата имаат обичај да изголтаат доста воздух и потоа немаат доволно сила да ги елиминираат гасовите. Она што сакам да нагласам, тоа е нешто што многу ги вознемирува родителите, и она што сакам да го нагласам е да знаат. Рековме нели бебето да се утеши, меѓутоа родителот не треба да биде многу вознемирен ради тоа, затоа што грчевите не се болни. Новите студии покажуваат дека не постои лачење на хормони за болка при грчеви кај бебиња, нема покачени нивоа на кортизол, нема покачени нивоа на адреналин. Значи, тоа е една нелагода за бебенцето, која што генерално постојат лекови кои што ублажуваат, но не се спектакуларни. Тоа се пробиотици прво, потоа ензими, лактаза се додава во млекото за да му се олесни варењето на млекото и на крај има препарат симетикон кој у принцип го намалува површинскиот напон, тие меури газ ги разбива за да не го мачат бебето. Меѓутоа ниедно од овие средства не е спектакуларно. Така ни дава сигурни резултати. Сигурни, ниту пак дава трајни резултати, многу е индивидуално, на некого му помага едното, на некого му помага другото, на некого третото, на некого сите три, на некого ништо од ова се. Можат да се прават масажи на стомакот со малку масло за бебиња или млеко за бебиња, за да не се трие, да не се оштетува кожичката, нежно да се масира мешето во правец на казалките на саатот. Потоа може ноџињата на бебето да му се олабават прво, како да вози точак, а потоа лесно да се притиснат кон мешето. Како и да е, она што сакам да го нагласам повторно е дека грчевите не болат, дека само го вознемируваат бебето и дека се менливи. Тоа е добра вест. Они почнуваат негдека од втората недела, имаат пик меѓу крајот на вториот месец и 2,5 месеци и потоа венеат. Практички многу се ретки бебињата кои после четвртиот месец имаат грчеви. Тоа е една транзиторна појава, која многу го измачува и бебето и родителите се ненаспани ради тие грчеви. И практички кога ќе прегладни, тука е тој зачаран круг, оно цица халапливо, голта воздух, па после кога ќе се смири од гладта, не може да се смири затоа што има грчеви и така.
Тоа е една судбина на родителите. Ќе парафразирам тука еден говор на Зоран Джинџиќ, прекрасен мотивацијски говор, кој велеше вака: нема спавање. Спавачете сутра, спавачете кога одите у пензију. Ја ќе го парафразирам и ќе им кажам на родителите млади, дакле, дечки, нема спавања. Тоа е тоа. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака, јас сум мајка на 2-годишно дете и 3 месеци. И последната недела плаче во сон, ама како да објаснам како исплашено плаче. И сега моментално оде во градинка, сега не знам дали можам да го поврзам со тоа, значи оде во градинка со спиење почнав да се оставам да адаптира и е толку многу жално како да завива во сонот, не знам како да го објаснам. Така. Она има више 2 години и 3 месеци, значи последната година дена, значи да не речем скоро никогаш не ми се будела навечер, пие уште формула нели млеко. Последната недела се буде она по 4-5 пати и бара цело време само млеко да пие, онака ќе се напие дали 30, дали 60 милиграма, тоа е нели малце за незината возраст и ја смирува тоа. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега имаме тука плачка малку поголема од дете. Тоа е нешто друго, да. Да, сосема друго. Најчесто, се работи, веројатно се работи за ноќен страф или павор ноктурнус. Карактеристично е тоа за детската возраст. Има периоди во кои детето ќе се плаши ноќе. Ако тоа не престанува тоа, после известно време. И ако изгледа многу драматично. Ако изгледа многу драматично, добро би било да се консултира детски психолог. Така. Да продолжиме ние на тема плачкај бебињата, како родителите најдобро може да го смират покрај употребата на цуцлата. Што се друго може да направат за бебешкиот плач да се смири? Па знаете што, има уште едно нешто кое што прави да плачат бебињата, тоа е активација на тоничкиот рефлекс, он е прилично активен во првиот триместар. Сега тука се поделени мислењата. Има еден, конкретно тој, он е и селебрити педијатар, препорачува така наречени 5S. S као swaddle или повивање, потоа поставување на бебето на бок, ставање на цуцла лажливка, нишкање и произведување на еден монотон звук кој што е као ш, или употреба на некакви доста се дебатира на оваа тема. Едните го критикуваат ради повојот, ради ризиците од повојот. Како и да е, секој родител, бебињата не се идентични. Нема некакви правила. Секој родител после известно време ќе ја пронајде својата шема за тоа што го смирува неговото бебе. Прегратка како број 1. Меѓутоа, она што сакам да го нагласам, гледам дека ние сме балканци, таков ни е темпераментот. Лела е плаче. Тоа не е добар приод. Бебето земете го во раце, меѓутоа секогаш кога го земате бебето во раце, треба да сте смирени. Знам дека вознемирува бебето на еден родител, му е се на светот и знам дека тоа го вознемирува, меѓутоа кога вие му приоѓате на бебето вознемирени, бебето го чувствува тоа, особено ако дојде. Се пренесува вознемиреност. И се вика, Боже, што е ова сега? Така. И тоа само го довознемирува. Дајте си задача да се смирите, па земете го во раце и утешете го. Имам уште еден гледач кој што сака да биде вклучен во програма. Добар ден, повелете. Добар ден. Кој е вашето прашање? Јас имам искуство големо као педијатар, па затоа би сакала на ова да одговорам. Зошто бебето плаче? Па бебето не е кукла, прво. И оно ќе си кажува, ќе си плаче, ќе се буни и така. Основно и најважно е родителот да не се вознемирува и да си го сака и да ја покаже према него љубовта, тоа да го земе во раци, смирено да му зборува, да му у прво време да му понуди почесто да цица, понатамо оно ќе биде посито, па нема да бара толку често да цица, да е суво, да се превицка, да не биде мокро и само смирено. А овие совети, вакви, такви, не може индивидуално да се каже ништо.
секое бебенце си е бебенце, детенце е детенце, а на родителите е поголема обавеза. Мора да знаат дека нивниот период на мирен живот поминува, сега загрижени ќе бидат за бебето, ќе си го сакаат и ќе му ја пружат љубовта, али смирено. И бебето полека ќе престане да плаче непотребно. И тоа е. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Еве, уште една потврда, сосема така, смиреност. Родителите се плашат кога бебето плаче да не добие кила. Велат, премногу плаче, ќе добие кила. Има ли корелација помеѓу овие две состојби? Нема. Корелација меѓу кила, настанување на кила и плачење нема. Килата настанува поради одредени слабости во мускулно-тетивната и фасцијалната структура на абдоминалниот зид и на мускулите на малата карлица. Почеста е кај недоносени деца, бидејќи јасно не е завршен развојот. При плачење таа се потенцира па станува видлива, затоа ги вознемирува родителите. Така да плачење дека ќе плаче па ќе настане кила, тоа не. Така, и сосема на крај, бидејќи немаме многу време, дали плачот е здрав за бебето, за белите дробови? Не. Има и една таква дилема кај родителите, здрав или не е здрав, дали ги развива белите дробови? Не ги развива белите дробови, да, бебето ќе плаче, меѓутоа ја генерално не сум поборник на тоа да се остави да плаче. Само смирено. Само смирено. Родителот му е карпа на тоа бебе и кога родителот е вознемирен и бебето е вознемирено. Она што е порака е дека секој ден ќе биде се полесно и полесно, плаче и кога се тие скокови во раст, тие се негдека втора, трета недела, па потоа околу шестата недела, па трети месец, па четврти, па шести. Тоа знае да биде исклучително плачливо, 1, 2, 3 дена траат и ќе приметат родителите дека се намалува облеката. Одеднаш се станува кусо и тесно, тогаш бараат да јадат многу и се понервозни. Значи, бебето плаче и подоцна како ќе расте, тоа ќе биде се полесно и полесно. Така, значи еве еден совет, бидејќи некогаш и најтрпеливите родители знаат да ги изгубат нервите во ваква ситуација, да бидат смирени, тоа е клучното за и бебето да се смири. Да, и да побараат помош. По некој пати на родителите им треба брейк. Ако имаат некому да го остават бебето, некому во кого имаат доверба, нека го остават и нека се одморат саат-два, нека прошетаат, нека одспијат, нека направат некоја активност која нив ќе ги смири, ќе им ги наполни батериите за да може да се вратат и со полна посветеност и смиреност да се грижат за детето. Така, логистичката помош е многу важна, особено во првите месеци по доаѓањето на бебето во домот. Доктор Којич, навистина ви благодарам што бевте наша гостинка и што одговоривте на низа прашања поврзани со една огромна родителска грижа зошто бебето плаче. Ви благодарам и ја на вас. Почитувани, ова беше се во денешното издание на 0N+. Се гледаме секој работен ден на фреквенцијата на телевизија Телма. До гледање.